Ола, дали има лоши луѓе? Па, не знам. Постапките кои што они ги прават се лоши. Да. Дали има луѓе кои што ги прават некои постапки од чувство на недостиг, желба за повеќе, желба да биде виден? Да, 99% од луѓето се такви, само што некои немат граници до каде да стигнат, до кај му е границата, за не размислуваат дали тоа ќе ги повреде другите, туку едноставно у моментот они така го размислиле, така го чувствуват и така го прават. Нивната перцепција така го гледа. Сега. Има луѓе кои што дури несвесно го прават тоа, а има луѓе, и тоа е доста добар процент, кои што свесно го прават тоа, свесно прават нешто, пошто мислат дека ќе добијат повеќе. А тоа што ќе го добијат е толку незначително, пошто немаш мир во себе. Фактички го правиш и од кога ќе го добиеш, ти добиваш и немир, чувство на стегнатост у градите. Има стварно многу страшни работи у светот, се што се случува, ама има и стварно многу убави работи. Банална работа, например, денеска добив за едниот апартман оценка 5. И прво што направив, реков, чекај, зошто 5? Кога се апартманите нови, кога се прекрасни и луксузни, а за тие пари у светот не добиваш такви услови. Значи, за такви апартмани у светот да спиеш, ќе платиш од 100 евра ноќевање па нагоре. Го отварам профилот е лажно блокирање направено пред извесен период и тоа од лажен профил. Како да ги препознаете лажните блокирања на Booking, тоа е за тие што издават, тие што сакат да блокират, тоа не може да го видат, но за тие што издават, за да препознаете дека нешто е лажно блокирање, прво, пример, името и презимето му е кинеско, адреса на живење му е Америка, јазик на кој што сака да зборувате турски, а држава одбрале Македонија. Значи едно со друго нема никаква врска, а телефон за контакт што го оставиле, телефонот за контакт е Србија. Значи едно со друго не е никако поврзано. Тоа е прва работа. Втора работа, од која ќе ви блокират, они барат, ако може да не контактирате на WhatsApp, пошто ние имаме некои потреби здравствени кои што мора да се применуваат кај вас у апартманот, или имаме некои прашања кои што сакаме да ви го поставиме, значи они ве насочуваат да ги контактирате преку WhatsApp најчесто или преку некој друг медиум, кај што они можат, вие од кој ќе ги сконтактирате, они можат да ви крадат податоци и да ве спамуват. Сега, ако не реагирате на тоа, и ако ги оставите, пошто ги препознавате веќе со текот на работа, ги препознавате дека се лажни блокирања и дека се луѓе кои што сакат да ви наштетат, и вие од која нема да се појават, вие само кликате дека не се појавиле, и за тоа не плаќате провизија на Booking, не плаќате туристичка такса, не плаќате данок, пошто не се појавиле едноставно луѓето. Сега, пошто е лажно блокирање. Сега, тука има уште еден момент, пошто они се упорни, они сака да ги исконтактираш. Booking му дозволува они да се вратат на вашиот профил и да остават оценка. И они најчесто остават таква некоја мала мизерна оценка, без никаков коментар, туку само ниски оценки, и најчесто хотелите не верувам, може да малите хотели, ама луѓето што издават физички лица, мали фирмички што се помалку апартмани што издават, најчесто знаат приватно да им пишат и да прашат зошто е ваа оценка, и они тоа едва чекат да примат од вас порака, пошто они први не може да ви пратат, они се ботови, они имат повише броеви на повише различни начини да крадат информации, да ви спамат. Они се ботови. И
кога луѓето ќе видат дека, пошто стават само оценка без коментар, не можеш преку Booking да му дадеш коментар, мораш приватно да му дадеш коментар и приватно веќе ако му пишеш преку WhatsApp или Telegram или некоја друга Viber, друга мрежа, и тогаш они веќе ве имат вас и вашиот број. Затоа не наседнувајте на вакви ниски потфати. И тие што букирате преку Booking, значи да, читате ги ревјуата и гледајте ги оценките, но гледајте ги оценките кои што имат коментар. Оценка без коментар, значи може да е лажна оценка.